Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во многу европски земји, исто така и во Македонија. Земајќи го предвид фактот дека количината на отпад постојано се зголемува, неопходноста од едукација на населението, особено едукација од најмала возраст, за негово селектирање и рециклирање, како и воспоставување на системи за управување со отпад е од витална важност за заштита на животната средина, намалувањето на загадувањето, како и заштита на здравјето на луѓето. Најголем дел од отпадот во Република Македонија се депонира на легално или на легални, така наречени сегашни депонии, како и диви депонии. Правилното управување и реклицирањето на отпадот помогна во намалувањето на количината на отпад во легалните депонии и потполно искоренувањето на диви депонии во Скопскиот регион, што последователно би донело до намалување на загадување на почвата и воздухот во градот. Локалните самоуправи се уште немаат капацитет за да овозможат на граѓаните селектирање на својот отпад на различни фракции. Законот за електронски отпад подразбира информирање на граѓаните и компаниите како да се справат со отпадот, воспоставувањето на подобри стандарди за заштита на животната средина и рециклирањето, забрана за токсичните супстанции, соодветно справување со нив и правилното означување на опремата за да може да се сортира одделно од комуналниот отпад. Во таа насока, организирањето на едукативни кампањи во иднина за правилна селекција на електронскиот отпад и поставувањето на истиот, како и воспоставување на систем за управување на батерии во корпи за рециклирање на териториите на трите општини, се превзема правилен чекор за унапредување на едукација на децата и подигнувањето на свеста на населението во заштита на животната средина. Ваквите мали проекти, мали, но значени, се многу значени проекти, затоа што во смисла дека првиот чекор на било каква промена веројатно почнува со едукацијата и затоа е многу значено што овој проект бил првенствено фокусиран на подигнувањето на јавната свест, не само кај возрастната популација, бидејќи ние многу потешко ги менуваме нашите навики. Сепак би требало да се размисли, дури и ние предложивме да оваквата настава влезе како задолжителна програма во сите оделенија и она што го учат децата во училиште, затоа што училиштата не се само образовни, туку се и воспитни организации, како што ги учиме децата дека да се однесуваат културно или дека да загрижат за својата хигиена, веројатно треба да ги учиме како да се однесуваат генерално кон животната средина и нормално како дел како да постапуваат соодветно со отпадот. И до сега со ваквите реализирани проекти ми е драго што можам да кажам дека навистина има резултати и најголемата селекција или најголемата количина на селектиран прописно собран отпад се токму училиштата.